Key Safety Systems и американската Lear, последните странски компании кои официјално почнаа со реализација на инвестицијските потфати во нашата држава. Ова значи продолжување на трендот на зголемување на бројот на директни странски инвестиции, тоа пак придонесува за создавање на нови работни места. Во целиот овој период и додека се градат гринфилд капацитетите, овие компании ангажираат работна сила. Процесот на вработување е жив, тој е активен и се очекува дека до крајот на годината, без разлика што гринфилд капацитетите нема да бидат се уште изградени, ќе бидат работно ангажирани во овие две фабрики 500 лица. 300 во Key Safety System и 200 во Lear Corporation. Македонија и понатаму останува една од водечките земји по бројот на странски инвестиции во регионот. Очекувањата се дека многу скоро ќе се соопштат имења на нови компании кои свој бизнис ќе развиваат во Македонија. Директните странски инвестиции обезбедуваат сигурна работа за градежниците, бидејќи најголем број од инвеститорите одлучуваат да градат своји фабрики. Во првата фаза ова значи и поттик за развој на услужните локални компании. Подоцна покрај работните места, овие странски инвестиции директно влијаат на вкупната македонска економија. Според последните податоци, компаниите кои работат во техничко-индустриските развојни зони во првото полугодие забележале раст од 31%, извозот надминал 700 милиони евра. 25 жители на Кавадарци и Росоман годинава побарале дозволи за берење на шумски плодови од подружницата на јавното претпријатие на Македонски шуми Бор од Кавадарци. Една дозвола изнесува 400 денари и се однесува за сите шумски плодови и лековити растенија кои можат да се најдат во Тиквешкиот атар, најчесто на висорамнината Витачево и планината Кожув. Главно се берат печурки, малини, капини, боровинки, смрекинки, неразновидни билки и други плодови кои можат да се сретнат во природата. Се очекува зголемување на бројот на издадени дозволи, велат од Македонски шуми, особено во периодот што следува, бидејќи дел од берачите на шумски плодови се заинтересирани за берба на боровинки и смрекинки. Според информациите кои ги добивме од подружницата во Кавадарци, досега не биле регистрирани берачи на шумски плодови без дозвола, најверојатно поради фактот дека сите навреме биле информирани за високите казни за прекршителите на законот. Спелеолози, планинари и велосипедисти се само дел од туристите кои со задоволство го посетуваат пределот на Азот на територијата на општина Чашка. Локалната самоуправа е насочена кон развој на алтернативниот туризам. Според градоначалникот Пановски, општината има 2 столба на кои таа се потпира, а тоа се земјоделството и алтернативниот туризам. Оние луѓе кои што доаѓаа кај нас доаѓаа со сам нивни аранжман, доаѓаа тука со шатори, преспиваа и фактички тие ја гледаа нашата општина. Ние бевме радосни што дошле кај нас. Меѓутоа општината никаков бенефит немаше од сето тоа. А доколку биде сето организирано како што зборуваме сега, а веќе е почнато и функционира, и јас се надевам дека општина Чашка може комотно да живеат одреден број на граѓани од тој туризам алтернативен за кој што зборувам. Манастирите и црквите кои се наоѓаат на тлото на општина Чашка исто така придонесуваат за развој на туризмот. Иста цел како и општина Чашка има и Сдруженијето на граѓани Разбој кои под пазувите на Мокра планина во село Бистрица создадоа етнолошки музеј и сувенирница, која пред само неколку дена беше отворена како проект на Министерството за култура и Сдруженијето. Во иднина во склоп на овој проект предвидено и отварање на нови сместувачки капацитети. Во последниве неколку години пределот Азот покрај прекрасната природа може да се пофали и со сместувачки капацитети кои дополнително придонесуваат за развој на туризмот. Несекојдневно уживање за публиката во концертната сала Бели Мугри во Велес. Младиот и талентиран пианист Петре Штерјов одржа концерт за паметење. За присутните вистински момент за уживање, додека за изведувачот момент кој го чека уште од првиот ден кога започнува да ја припрема програмата. Тремата е присутна знаејќи ја одговорноста што концертите на класична музика ја носат со себе, но чувството после концерт е посебно, вели Штерјов. Чувството е навистина убаво, бидејќи нели после цел труд и цела вложена работа се случува тоа финалниот производ, се случува концертот, флуидот со публиката и незаборавно искуство.
Звуците и прекрасните мелодиски фрази на стариот и орнаментиран барок, игривиот и шеговит карактер на Хајден, маестралната ун со Спиро од Лист, одлично звучеа во салата Бели Мугри, но она што концертот ќе го запише во историјата е премиерната изведба на 10 минијатури за пијано, опус 11, од македонскиот композитор Томислав Зографски. Тие досега се изведени само од авторот во далечната 1955-та. За прв пат се наоѓаат на репертоарот на друг изведувач. Томислав Зографски е еден од најпознатите и најеминентните композитори кои што постоел на македонска пијанистичка и композиторска сцена, бидејќи веќе нели покоен. Исто така бил и професор на Музичката академија во Скопје, а тој има напишано 2 книги со по 10 минијатури за пијано, од кои што првата доста често изведувана од студентите по пијано, додека пак втората, еве вечера за прв пат имавте прилика да ја слушнете во премиерна изведба на македонска сцена. Во февруари Штериов одржа пијано рецитал во Штип, а двата концерти се во склоп на проектите од национален интерес на Министерството за култура на Република Македонија.